Јас не сум продадел ни едно зрно ориз. Значи да го продадам оризот за 17 динара не поклапа математиката и затоа ќе се откажам, друга година нема иш да сејам. Искрената исповед на оризопроизводителот Трајче Јованов од Кочанското село Горни Подлог најдобро го отсликува проблемот со кој тие се соочуваат. Затоа денеска нивната колона од трактори е предупредувачки штрајк дека повеќе маката не може да се трпи. Ниските откупни цени на оризовата арпа и белиот ориз, како што велат, ги доведоа до питечки стап. Бараат откупот на арпата да е од 25 до 30 денари за килограм, а белиот ориз од 50 до 60 денари за килограм. Освен тоа, барањата се подкрепени и со ова. Субвенцирањето на оризот да биде 30.000 денари по хектар, бараме зголемување на квотата на нафта за обработлива површина, бидејќи сега ни пресметуваат 40 литри по хектар, а нас ни е потребно 120 до 150 литри по хектар. Водата за наводнување да ни ја пуштат во оптималниот рок, тоа е од 20 април до 5 мај. Што во случај ако барањата не се реализираат? Ние ќе продолжиме со масовни протести и патот Штип-Кортника иде блокиран на неодредено време, па 2 дена, 3 дена, 5 дена. Освен како израз на незадоволство од актуелната ситуација, денешниот предупредувачки штрајк има и друга димензија. На овој штрајк ние сакаме исто така да изразиме и солидарност со тутунопроизводителите, со сточарите, лозарите, градинарите и сите други земјоделци. За безмалку 5000 производители од Кочанско е горлив екзистенцијален проблем откупот на она што го одгледале за една година на вкупна површина од безмалку 5000 хектари оризови ниви.